Советот на општина Кочани ја одржа првата конститутивна седница на која беа верификувани мандатите на 19 нови членови. Бурната расправа започна уште на самиот почеток, додека со седницата председаваше Аки Акиов, највозрастниот меѓу советниците. Дел од членовите на Советот не ја потпишаа изјавата со уставното име на државата, на што реагираше општинската администрација која даде свое образложение. Значи јас не барам збор, има деловник. Јас имам право процедурата да ја спорам и ти немаш право тоа да ми го ограничиш. Инаку ќе биде каша попара. Во случајов било кој да побара увид во изјавите, треба тоа да е усогласено со деловник. Значи тоа е лична изјава. Јас ќе замолам врз основа на кој документ бараш увид во изјавите на советниците. Те молам, повикај се врз основа на кој член од деловникот законот што се повикуваш. Па ако не си правник, што изиграваш тука петел, бре? Значи по процедура барам да се документира тоа што го кажува. Во врска со примената на законите и на Уставот, должен сум да ви информирам дека Уставот на Република Северна Македонија е највисок правен акт во нашата држава. И сите други прописи, закони, подзаконски акти се мора да се усогласат со Уставот. Има рок од 5 години. Но законот за локална самоуправа се уште не е усогласен, меѓутоа во случај на неусогласеност се применува највисокиот правен акт. Ова е стручно мислење, а на вас останува дали ќе го прифатите и дали ќе се усогласите согласно Уставот, бидејќи пред малку сите, без исклучок, ја дадовте изјавата дека ќе го почитувате Уставот, законот и прописите што ќе ги донесува Советот на општина Кочани. По комплетирањето на изјавите и најавата за барање соодветно правно решение, Советот со 10 гласа за претседател го избра Лазо Митев. Се надевам дека Советот на општина Кочани ќе има една плодна работа која што во следните 4 години ќе има за задача да решава огромен број на проблеми изразени преку буџетите на општина Кочани, кој што не чека еве сега за месец и пол, кој што до 31 декември треба да биде изгласани, каде што ќе треба да бидат реализирани сите оние работи кои што не засегаат нас, ни ги засегаат граѓаните. Искрено сум убеден дека овој совет и овој состав ќе покаже достоинство, како што покаже и претходниот совет, каде што за одредени работи, особено во делот на инфраструктурата, сите имавме едногласно мислење. Се надевам дека и натаму ќе продолжи истата работа и дека овде сме сите избрани како членови на Советот, избрани од народот и треба да вратиме за истите луѓе тие кои што се го дале гласот за нас без разлика на политичката наша определба. На првата седница по предлог на Комисијата за мандатни прашања беа формирани 11 комисии. Комисија за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и на природата, потоа за култура, образование, спорт и права на децата, за местна самоуправа и граѓански иницијативи, за здравство и социјална заштита, Комисија за статут и прописи, за прекугранична соработка, Комисија за финансии, буџет, локален економски развој, Комисија за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита, како и Комисија за еднакви можности на жените и мажите. Следната седница на Советот е закажана за понеделник 15 ноември, кога на дневен ред ќе се најде и ребалансот на буџетот на општина Кочани. На 2 пункта во Центарот за јавно здравје во Кочани почна бесплатното вакцинирање против сезонски грип, за што се обезбедени доволни количини од вакцините Инфлувак Тетра. Интересот на граѓаните од ризичните групи е голем, а на првиот ден од имунизацијата се пријавиле над 200 стари над 65 годишна возраст, лица со хронични заболувања и бремени жени. Почнавме со вакцинација за оние групи кои според вакцинација МК се за бесплатни термини. Истите може да се пријават на вебсајтот Вакцинација МК и во зависност од тоа каде, како, ќе имаат SMS порака која ќе им каже во кој ден, во колку часот да бидат вакцинирани и на кој пункт. Покрај овие вакцини кои се обезбедени од државата, односно 40.000 вакцини кои ги обезбедува државата за овие ранливи категории, имаме обезбедено и комерцијални вакцини кои истите ќе бидат на располагање на граѓаните од понеделник. Во сите наши пунктови може да се изврши пријавување и вакцинација
со тоа што ќе напоменам дека за оние бесплатни мора да се направи преку вебсајтот Вакцинација МК и со добиена порака да не поседат во нашите простори. Паралелно со вакцинирањето против сезонски грип тече и имунизацијата против COVID-19. Во ковид пунктовите можат секој ден бесплатно да се пријават и да се вакцинираат, дали со една, две или три дози во зависност од потребите на граѓаните. Нема контраиндикации помеѓу овие две вакцини, секако дека вакцината за грип не штити од ковид пандемијата. Лекарите истакнуваат дека сезонскиот грип во последните неколку години својот пик го достигнува кон крајот на февруари, поради што не е доцна граѓаните да ја примаат вакцината во ноември или декември. Инаку, освен во Кочани, од утринава се отворени и пунктови за вакцинирање во соседните општини Виница, Берово и Делчево, а за кои Центарот за јавно здравје ја има надлежноста. Поради изведување градежни работи на експресниот пат Штип-Кочани, до недела 14 ноември се обраќаот на делницата од местноста Компостара до подлошка Крстосница на магистралата А3 ќе биде со пренасочен режим. Од општина Кочани ги повикуваат сите учесници во сообраќајот на зголемено внимание, како и на почитување на сообраќајната сигнализација за времен режим. Пренасочувањето на сообраќајот, меѓу кои и на меѓународниот транспорт по улиците на Кочани, особено по Стево Теодосиевски и Димитар Влахов, создава подолги застои. Поради тоа, неопходна е зголемена трпеливост од возачите и од другите учесници во сообраќајот. Во рамки на проектот за поврзување на локални патишта во Република Северна Македонија, што се реализира од Министерството за транспорт и врски, а со финансиска подршка од Светска банка, општина Чешиново Облешево почна со имплементација на проектот за реконструкција на улицата Христијан Тодоровски Карпош во село Чешиново. Увид на градежните работи за изградба на улицата направи градоначалникот Далибор Ангелов. Со реализацијата на проектот опфатена е една од најпрометните улици во централното подрачје на Чешиново. Предвидено е улицата да биде со должина од 550 метри, а широчина од 9 метри, од кои 6 метри е коловозна површина, а тротоарите се по 1,5 метар од двете страни на улицата. Одводнувањето на коловозната површина ќе се овозможи со попречни наклони, како и со ново предвидени сливници со кратки одводи во атмосферскиот канал што ќе биде долж целата улица. Средствата за реализација на проектот се во висина од над 15 милиони 130 илјади денари. Изведувачи на градежните работи се компаниите Ескаватори МК и Битем од Скопје. Компанијата Мак Прогрес од Виница, еден од водечките производители на кондиторски производи во Југоисточна Европа, ги отвори ново изградените Винчини Центар за развој и Прогресив Академија за унапредување на техничките и менаџерски вештини. Се работи за мултидисциплинарен објект со простори за обука и соработка, области за истражување и развој, лаборатории за сензорна анализа и креативно пакување, потоа изложбени салони и музејска изложба. А на отварањето присустваа представници од меѓународни донатори, амбасади, комори, регионални компании и владени институции. Центарот е замислен како двигател на иновации и развој на таленти преку подобрување на техничките и менаџерски вештини, како и помагање на стартап компании, подршка на млади професионалци и соработка со заедницата. Беше речено дека Академијата ќе соработува со приватниот сектор заради одржлив развој на целиот регион. Мак Прогрес Виница од крајот на 2019 година одлучи да инвестира во овој нов развојен центар, каде планираме да развиваме нови производи и решенија со нашите вработени, со бизнис партнерите, добавувачите, академијата и стартап компании, ученици во долното образование и младите во целост. Со тоа, тие ќе бидат директно вклучени во процесот на создавање квалитетни производи и решенија. Кампусот ќе го охрабри иновацијскиот дух и култура, вработените ќе се инспирираат, дискутираат и иницираат акции кои ќе поддржат индустријата за да креираат одржлив ланец на вредности, грижејќи се за околината и проблемите кои ги носи современото време во кое живееме. Представникот на Канцеларијата на Европската банка за обнова и развој во Скопје, Анди Аранитаси, изјави дека банката, како еден од иницијаторите на образовните програми на Прогресив Академија, е горда што гледа дека овој двогодишен проект станува предводник за едукативен развој.
Прогресив Академија ќе обезбедува технички обуки и ќе ја имплементира првата верифицирана академија за извршни менаџери во земјата. Сето тоа е развиено со поддршка на Европската банка за обнова и развој и јапонски донаторски фондови, истакна Автопонската комора на Северна Македонија. Особено радува фактот што нашите компании и членки ја препознаваат важноста да се работи на продукција на умови, но исто така и на тоа како тие умови да се искористат, односно да се задржат во земјата и да се искористи нивниот потенцијал. Повеќе од јасно е дека не може да има ниту успешни компании без успешни менаџери и без успешни вработени, а тие би биле успешни само доколку имаат знање и компетенции кои што можат да придонесат за унапредување на конкурентноста и продуктивноста на нивните компании. Прогресив Академија во Виница ќе биде отворена за соработка со приватниот сектор, невладините организации, средните училишта и универзитетите, како и со општините, владата и меѓународната донаторска заедница.